Почитувам председавачот комисијата, ќе бидам краток од проста причина што јасна интенцијата на заменик министерот, односно тоа што треба денес тој да го сработи, е да не ги прифати овие амандмани, иако се добронамерни. Ова дискусија се јави како реплика на образложението на министерот, односно земав збор. Чудни некои објаснувања ни дојдоа од самиот министер, зошто ова што го правиме условно добро за јавните установи да не важи за установите. Изговорот е дека таму немаме пријавено проблем. Значи, по таа логика на заменик министерот за економија, од ова министерство можеме да очекуваме само законски решенја, онамо каде што ќе се јават проблеми. Ако негде не се јави проблем или некој граѓанин на Република Македонија, некоја фирма, некоја општина не достави проблем до министерството, истото нема воопшто да го третира како предмет и интерес на самото министерство. Не ми е јасно дали министерот воопшто знае дека во законодавството има еден термин и превенција, односно со законска регулатива да превенирате нешто што може да се случи во иднина. Ако веќе го отвараме законот и трошиме народни пари за комисија, за собрание, за министерот да дојде тука во собрание убеден, иако имаме кризи насекаде околу нас, и со храна, и со енергија, и со топлина, и не знам со што се не, која е баш проблематика на министерството, министерството не сака со едно отварање на законот да реши два проблема. Значи, тоа што го добивме како насока од министерот е дека во рете, легитимно, ќе разговараме, некој нека го потегне ова, па ќе дебатираме, па тие ќе разгледат повторно истиот закон, дали треба да се отвара, дали не треба да се отвара, па ќе ни ги испратат истите членови и тогаш ќе ги регулираме и установите. Тотално дезориентирано, тотално нефункционално и повторно наведува дека ваквиот цврст став импутира нешто што ќе се случува во иднина. Односно, дека интенција е дека ова министерство не сака да ги реши установите со мешовит капитал. Зошто? Затоа што таму се можни потенцијални бизнис интереси, секогаш јавниот капитал биде намален, омаловажен, заобиколен и државата да изгуби, а приватниот капитал да добие. Друго објаснување нема. Значи, амблок ќе ги одбиете амандманите во ред, мнозинство, можете да правите што сакате, тоа е демократијата. Меѓутоа, треба да очекуваме дека кога ќе имаме проблеми и кога ќе сакаме да регулираме оваа материја, повторно ќе се собереме овде, за да ја регулираме материјата која може сега овие 6 амандмани да ја регулираме. Жалам што министерот има ваков пристап за јавниот капитал во мешовитите установи и едноставно очекуваме во иднина да видиме за која конкретно станува збор, односно што толку му смета на министерството што не сака да ја регулира оваа материја. Благодарам.